Дали поради презафатеност или во прашање се други причини, главно земјоделците кои своите површини ги наводнуваат од хидросистемот Брегалница се уште не пројавуваат интерес за потпишување договори со кои ќе ги регулираат односите околу наводнувањето и неплатата на водниот надомест. Вообичаена практика е договорите да се потпишат пред стартот на наводнителната сезона, меѓутоа годинава се чини тоа ќе се пролонгира на подолг период, иако од водостопанството апелираат рокот да се почитува. Лани доста успешно беме со склучување на договори. Оваа година почнуваме повторно. За сега е слаб одзив на ова. Апелираме до водокорисниците да пристапат кон склучување на договори. До 1 април треба да привршуваме више. Така да повелат во просториите на водостопанство Кочани и подружница Кочани и во канцеларија Штип и Свети Николе. Ќе видат од 7 до 15 часот. Една од причините за индолентниот однос на водокорисниците секако разочараноста поради блокираниот откуп и ниските откупни цени. Сигурно не е небитна и актуелната политичка состојба која ги држи во неизвестност сите сегменти од општеството. Од Водостопанство Брегалница со апел до водокорисниците да ги платат за остаратите долгови и да ги потпишат своите договори, се со цел да се обезбедат квалитетни предуслови за успешна наводнителна сезона. Апелираме до водокорисниците пред стартот на наводнителната сезона 2017 година да си завршат со наплатата на водниот надомест од минати години, да дојдат во Водостопанство Брегалница да си склучат договори за наредната наводнителна сезона и ако имат спорови во врска со промена на сопственоста, купени, продадени парцели, да дојдат во канцелариите на подружница Брегалница, може во Кочани, во Штип, во Свети Николе, за да ги навреме сите аномалии одстране. Инаку состојбите со акумулираните количини вода во вештачките езера е на мощно задоволително ниво, при што се очекува до стартот на наводнителната сезона Калиманци, Ратево и Градча да бидат полни. Според планот, наводнувањето во прва фаза ќе започне со зафаќање на реките, а потоа ќе биде пуштена вода во двата магистрални канала.